Почитувани представници на медиумите, почитувана јавност, ви благодарам пред се за интересот за оваа пресконференција. Во изминатиот период, учесниците, поддржувачите и симпатизерите на граѓанската иницијатива Чевреди се систематски подложени на константни, суптилни и директни закани од активисти и функционери од огранокот на СДСМ Прилеп. Дел од советниците на независната советничка листа се повикувани од страна на носителите на јавни функции во државни институции со цел да им се врши суптилен притисок за да се откажат или обесхрабрат во намерата да учествуваат во изборниот процес. Дел од нив се посетувани по нивните домови, се подсетувани на последиците од нивните одлуки да учествуваат во еден ваков изборен процес на независна советничка листа. Јас не можев да останам слеп и глув на ваквите недемократски партиски активности на огранокот на СДСМ во Прилеп, пред се поради тоа што со најголемиот дел од членството на СДСМ тука во Прилеп рамо до рамо заедно се боревме против таквото недемократско владење. Ова што денес ќе го чуете се спроведува како партиска активност на општинската организација на СДСМ во Прилеп, го потврдува фактот дека режимот се уште не е искоренет, дека партијата е државата и дека партиската машинерија е единствената можност за влез во политиката. Ке чуете како партиските функционери од јавните установи и локалната самоуправа се ставаат во функција на партиската машинерија. Како се кинат сметки за комунали, како се нудат сезонски вработувања и најтрагично од се како се нарушува човечкото достоинство и правото на слободен избор. Би ве повикал да ги сослушаме две аудио снимки, снимени во просториите на општинската организација на СДСМ во Прилеп, каде активист, член на Социјалдемократскиот сојуз е повикан од страна на партиски активисти и како му е нуден подкуп, како е наговаран да ја поддржи опцијата СДСМ наместо опцијата Чевреди. Па повелете, слушнете ја снимката, после која ќе имам кратко обраќање до јавноста, до симпатизерите и до членството и на ВМРО и на СДСМ. Здраво. Каде бе, каде бе? Абе, заклучи ти се вратите кај. Почнете со станокот таму и сега чујте. Повелете? 2 минути овај. Кај микиот тука? Не е Емиле тук. Седи сега. Може. Ова е готово, со те кажувај. Од толку години. 20 цели. Шо е работава се, кажи ми, шо е? Како што е? Кај веќе ти кажам што е. Одма кажувај. Прво, социјалната ми ја скинаја година и пол социјална не земам, а СДС дојде на власт. Втора работа, чекај. Втора работа, пошто ме праша. Легализацијата на куќава, поднесена во време на ВМРО, ми ја раскинаја. Оти не сум однесол имотен лист. Чекај бе, кој дојде на власт, за кого сете па ја 20 години? Кај кого се обратите? Кај кого? Воопшто поднесени документи. Кај кого се обрати овде в партија? Појма немам кој беше, тебе ти се јави се кај ове, јави Оти се мене кај. не ми се јави. Не можем тебе за се да менјавам. Шо е проблемот? Социјалната? Социјалната прва работа, Вака. втора работа. Кога ти се 3 години дајно документи? немам се нови. Немам право да поднесам. Имаш право, че направиме со дека. Втора работа. Може да поднесе. Втора работа. Кажи. Што да поднесам, кај да ги поднесам, кој ми вика немаш право да мене, земаш. че појдиме кај директор. Втора работа. На деца на сега што да му објаснувам. 3 години вика праиш од собрајчајката уште судењето. Знаеш дека некни ми заврши судењето. Ако не беше жара и некни немаше да заврши, мене че ми изваја обвинет. Знаеш дека на томе месте. Слушај. И сега, од Не ове може да те намести. 4 години, последен пат, знаеш што суде рекла се видов? На дено на изворите долу пред шар. Дали ме имаш мене ти?
Дали ми се јавил за некој проблем? Ама јас не можам да си дозволам тебе да те гнявам за се. Јас имам поштовање према тебе, значи и работиш што си ги помогнал, јас не можам да ги заборавам. Слушај ме сега уво. Со социјалната ќе ти биде завршена работата подхитно, што може. Спреми ги документите понеделник. 1,5 сато пред социјално ќе ме чекаш. Ќе одиме горе кај Дакио, ќе ти кажи што треба, како треба, се. И подхитно ќе ти направи решение за социјално. Друго, што имаш проблем за куќата, кажи ми, што треба да се направи? Ми го раскинаја, значи барањето за легализација 7 години поднесено. Знаеш кој е таму? Чекај сега. Сум немал доставен. Знаеш кој прави обструкции таму? Кој? Знаеш кој? Кој? ВМРО-ец е таму. И зато треба да дојдеш овде како човек, луѓе вака и вака. И таму ќе ти биде завршена работата. Друго што сакаш кажи? Мора го се. Уште еден месец издржи, ќе почнеш в комбинат да идиш сезонски. Па потом ќе гледаме, ќе правиме. Се разбравме? Добро. Дали се разбравме со мене? Со тебе се разбирам. Ама кажи ми друго раскинање Крај. Сакам секоја вечер овде да си присутен. Што ќе ти дава врска да ја сработиш? Немој да слушнам Жаре, Маре, никој. Вака сега. Значи, како што те поштувам тебе, го поштувам Жаре. Од денот на собрајчајката никој не дојде. Слушајте сега да ви кажам една работа. Жаре е профитер. Прво и основно. Тој не случајно се кандидира. Само да ти донесам јас од општина фактури колку има доса Жаре инкасирано кај него пари. Друго, Жаре, знаеш зашто се втерува? Че ти искористи тебе, мене, овај онај, за да може па да се пазари да прави пари. Шо ти од сето то добиваш? Која партија стои зад Жаре? Која партија стои зад Жаре? Јас една работа... Ти знаеш која е машинерија овде? Знаеш со години беше. Со години бе да, ама знам дека таа машинерија овде се растури. Нема да се растури машинеријата. Ај кажи ми сега, кажи ми ти мене. Еве, те ценам, те почитувам. Дај ми ти објаснувај. Кратко и Што да му јасно. објаснам се на деца на долу Кратко и јасно. Ги подаваш документите, ти се дава социјална помош. Поминува еден месец, почнува кај на сезонските. Море како ќе работам кај тебе, знаеш дека сум мозочен удар сум што... Моја работа бе ќе го лифто ќе го возиш, што е проблемот сега? Тешко ти е дугмето да го Не, не. мене тоа не ми е тешко, ама никој не ме прашал мене, значи за последиците што ги имам. Ти бе си ми се јавил мене за помош. Јас ти кажав, не можам значи да те злоупотребувам, да те користам тебе на секој. Кажи Малце ми. ми имаш помогнато, јас тоа не можам да го Зато заборавам. сега за возврат на сето то, па ќе ти помогнам и да не те видам појче. Да Не доште споделуваш онде, од Жаре. не доште онде динар Остај да ми сега. она, да знаеш дека тој Жаре ме финансира мене. Море, ти не Дали го го знаеш? знаеш Жаре, ти разбираш или не разбираш? Оние онде, што се врта околу него, Дадо, Мадо, едни други, ќе ги злоупотреби. Слушај ме што ти ва. Ко ќе дојде до нешто, тој ќе се тргни настрана. Абе тој ја финансираше појче од полашарената револуција, сега за него тоа го вели. Седи таму. Седи. Тој е завлезен длабоко пари да прави. Не друго. Не друго. Немој се да Жаре се никош нема објаснува. шанси да победи. Ама тој само да се Тоа е спазари факт. Да. и да направи пари. На грбо на колку мина. Кажи ми колку мина околу него се врта. Многу убав број се врта што не ги Кој? рачунате и од Кој? ВМРО и од СДС. Кој? Ќе видиш. Што да Ќе видиш. Ајде сега гласач. Ајде сега кажи ми ти мене, еве јас околу да се пазарам и како да се пазарам за долу кај мене. Јас ти кажам. Јас ти кажам. Знаеш Од што мене што имаш? Прва, ама гледај сега. Од мене што имаш? Во ред, И прифатено. крај. Ама гледај се што се случува. Председателот што е на местната, мене што ме наследи. Братучет мој, јас што го тепав, оти гласаше за ВМРО, го пика во комуналец на работа, по 2 дена му напушта си оди во Гентерн. Тоа е првото. Втора работа. СДС запослува мој роднина прв братучет. Од Милан докторан Море, јас што е во стопати. брза помош. Го запослува добива решение, ми вика братучет, зашто се тепаше за јас решение да земам. А ти немаш Стопати. пари леп да јадиш? 100 пати сум ти рекол, телефонот е достапен кај мене 24/7, барем знаеш. Знам, кај тебе тоа ми е дозволено. Крај.
Да не слушнам повеќе. Знаеш тугаре дека 100 евро што ми ги даде за струјата, од тоа што го немам видено? 3 Дори години. јас го немам видено. Разбираш ти, јас го немам видено. Верувам дека јас го немам. Јас не заслужив да ми обрна внимание. Што направив долу во места на ми ја дадоа со 7 члена, од тие 7 5 души од кај мене од дома. А му ја дотерав по 35-40 на состанок дима. Готово, ја мислам кратко и јасно. Се разбравме сега. Што можеш да сработиш, сработи. Понеделник, 1,5 пред социјално. Од тука до документи што имаш за легализација и то ќе се сврши работа. Месец дена поминува, почнува кај нас, лифто ќе го возиш и да си ја вркаш работа. Се разбравме? Дали се разбравме? Не ичем тебе да те лажам, не се доразбравме. Што е проблем? Не се доразбравме. Кажи. Значи, прва и основна работа. Тужба имам за џубре параси. Од комуналец? Од комуналец. Да ја донесеш. Тужба имам за вода од пред 5 години. За Да ги колку? За донесеш двете. 1450 дена. Да ги донесиш двете. И ми смета Мене да ми камати ги и тужби. донесиш. Мене да ми ги донесиш. 20.000 дена кај да му ги најдам. Мене да ми ги донесиш, што се секиреш. Дали ќе ги платам или ќе ги поништам, ич да не ти ја гаѓа. Абе, Се не разбрав? ме прашал никој да Мене имам ќе да ми ги јадам. донесиш. Да ме заебава онде во Маровци не памна, не, динар еден не ти дадам. Сега јас Знаеш ќе дека ти- од ВМРО син ми го запослија. Сега јас И што то ти преку реков. човек од СДС. Сега јас што ти реков. Сега ти кажем, ќе ми ги донесиш и од комуналец и од водовод. Јас што ќе правам, дали јас ќе ги платам или ќе ги скинам, да не ти идат тие тужбите. Абе да не биди само моментално дур се избори Абе, па не, да сега ќе ми ги долго таму. донесиш понеделник, ќе ми ги донесиш тужбите. Се разбравме? Тоа Понеделник сметките треба да ти донесам, па со нив. ќе ми ги донесиш сметките. Па што ќе правам јас. И немој појчки. Каков жарес поделување, да си ја бркаш твојата работа. Абе кажи ми сега, еве, Ти кажи на пријателски мене. кажи ми, како да ја заборам јас добрината твоја или добрината од Жаре? Кажи ми како? Ти кажав жареш. Никој ништо не ме праша пред месец дена. Жаре, имаш некој стар компјутер дома, ми изгоре се. Од напон. Ми изгоре се. Жаре, сутонде, на ти пари, без да видам јас дека пари ми да му купиш на детето компјутер. Еј, ми дава 15.000 компјутер да му купам. Сега јас ти кажам. Не знам. Не слушнам. За жаре да работиш, че си ја тераш овде работата како порано што си ја тераше, се што треба. Абе јас арно ја терав овде работата, ама што добив јас за тоа? Јас стом за тоа. И крај. И крај. Поседи уште малку, ќе дојда, Микјов ќе дојди, и истото и пред него ќе ти го повтора, и да ти потврди и тоа. Да видиш дека така ќе биде. И да не слушнам жаре, маре појчки. Да споделуваш од жаре било шо. Крај. Не мора ни жаре да знае ни овај ни онај. Абе нема Жаре што да знае Ќе тоа си- што правам со тебе ќе си- муабет, ама немам Ќе си доставиш исписоче едно овде и крај. Се што треба, се ќе се страви. Страмота е да речиш во 20 години ништо ти нема помогнато партијата. Не. Не бе, абе отворено ти кажувам. Немој. Што ми има помогна? Знаеш кој ми помогна? Ми помогна Лоло и Павката со Павката што муабет сега не правам. Лоло и Павката ме пратија на болница на работа. А Тони Петрески дојде на Драган Богоевски, то нек ни правевме муабет да му речи да ми изврка. Немој. Останав без решение. Сите останаеш овде таму. Ама не ги па многу добија сега. Сите останаа без решение. Први ги вратија. Сите Оти останаа никој не ми без рече решение. сега И до ден случајна денеска што ги работа. вратија, па нема решение. Оти вечера нема сега решение. Нема решение, и Бејчеро нема. И Бејчеро нема. Во комуналец не изназедоа сите решенија. Не ги Кој председателот на местната. Колку мина зедове? Од кај мене од населбана, првиот ВМРО-ец јас што го префрлив, со југото што го возеше со лавчината, зеде решение. Зел. И Зел. сега тој А кај заслужи, беше јас ти што да го се добив. јавиш? Кај бев? Јас бев 6 месеци гоце на болница. Таму бев. А јас кога дојдов онде пред партија,
Цанко Има Джемо, состанок. кога го сретнав, Слушам. кога му реков да ми помогни, знаеш што ми рече? Куро ме боли, јас појче немам ништо да ми извини. Беше Весна. тргнат 2 години. Нема врска јас со партијата појче. Две Барај си некој нека ти помогне. Беше тргнат. Беше тргнат? Да. Да, и тоа е факт. Сега, почекај уште малку, имаме ние состанок онде. Миле ќе дојде и па ќе разговараме. Разбрав? О, Ето. Може? кај давам се? Ќе имате можност да слушнете како се инволвираат јавни установи, локалната самоуправа во решавање на вакви итни предизборни проблеми на членството на СДСМ. Па ве молам, сослушајте. Сега Миле ќе дојде. Што викнеме да дојде седи да споговараме за Овие горе-долу гледам се сработени. како што ги догараме одмам од звонот. Кај ќе ни биде избирано место. Кај да се собереме сите и кажеме кој работи да таму. Тука е цаки. Да справи се. Ама те бараме за А за тоа звонеш те? и ако те бараш и за нешто друго. Седи бе, седи. Вечера на Ровцин работа, да? Седи ти, оти готов си. Не те фрли одовде да видиш. Што ќе направиш? Сам ќе скокам. Мене одам дека ми извадоја, а одам да ме фрлиш, око не ми трапнува. Готов си. Немој само да ми пукаш во глава. Готов си. Не разбрав од утре дека работа. Ама кај те најдат тебе? Никој не треба да ме најде. Јас само што видов што си споделили и готово. И минатиот пат ти реков, бриши тие коментарите. Не, таму уште немам завршено. Таму избриша фатер за тебе, значи ти кажав од поштовање, а инаку немам завршено. Може. Да не биде децна за да му 20 години Утре за курина здраве. Како ќе Нека работиме што стварно се. Значи работите овде ќе си работи. Каде се? Легло. Лајни. Да, одовде ќе крадам од карабини се кради, ама не се баве и ти. Не, кај да седнам кажи од Седи било начело се. Не, начело с краја. Не, сам се. Онде да те сликам се и Не. Немој на Фейсбук, ќе се тепа од све сите. Онде седи да те сликам. Онде. Не, жити мене. Оди седи. Дури не се договариме слика праење, не. Нема договарање. Не, дури не се договариме на кого му даде збор. Тебе ти да. Не, мене ми се слушна му дадов збор. На никој јас. Жими очи ако ми рече. Абе, немој се да ми се колиш. Јас овде стапал кај немам стапнато. Идам заради тебе. Значи, поштовање према тебе, инаку... Јас за деца, дека никој... Ама немој сега, деца немој да ми мешаш. Во овие работи деца е.
Само и ти знаеш дека на педерски начин ме остая на страна. Знаеш дека е солидно. Ама знам и сега кажи ми... Аз не можам да ставам на страна. Ама сега, кажи ми како, долу ги разоведувам, но ти вика да не влезеш вика на работа, тебе ништо не ти по... Ти знаеш колку извршители има? Ще влезеш. Знаеш колку извршители има? Понеделник и сметка. Немој не заебава, еба. Ти знаеш колку пати ми исклучува струјана од собраќајката, на денот на собраќајката ми исклучува дома струјата. Јас 6 месеци во кома на болница, мој се влечка по извршители, по струи плаќање, по пички материне. Со кој пари да плата? Ај кажи, стара не, со мозочен удар в кревет ми е 2 години. За памперси не можам да... Не можам, за незе нема кој да ми подпиши, значи нега да земам. Тоа ќе ти свршам работа. Стварно нема смисла. И за нега. Светлана оде втрча фонде за изборите, а ми е кини социјалната помош. Понеделник со мене по 1,5 сата. Се јавувам, немаш вика ти кој ќе прави, а само хран родител сум. Отиот и син ми одел на работа, ми не може да го оддела. Стварно претеризам за леп да нема. Понеделник со мене. Ја, благој че Бог да му душа прости Аджуле, ако не беше. Уствари шо, ајде ќе свршиме и таму работа, ама по 1 месец ќе почнеш на работа. Грцка, отворена ти кажам, за сезонски джабе се онаде. Джабе. И жената ми 5-6 месеци пазла и беше сезонски. И сега не ги пак. Ама, знаеш што е најтрагичното нешто? Ова сега ќе биде ради избори. Не, ради изборите, аз ќе одам зборо. Еве праше колку ми не имам сам работе. Сам. Без да ми рече овде партија. И то ни знати, ни познати. Што дошле дома, што се помолиле за да му помогнат. Сега јас да... Ја на опција. Требаше ова да го дочекам. Што нема Вамаро да ми го запостува син ми во Гентер. без агентер е на... Ама, знаеш што е најтрагичното? Вамароец ми се јавува, ме праќа да се јавам кај наш човек, од СДС. Човек е. И оди на работа син ми. Човек. Ама, не, тој цени. Види ми ки една минута. Тој цени што имам направено. Ти да... Здраво. Тој да ми дава Што пари. знаеш? А? Му кажа, кратко и јасно. Има неколку проблеми, што се решливи, што не е проблем. Што проблеми има? Да ви дајте 100.000 евра и да ја завршиме Биди работа. озбилен. Не дај се, биди озбилен сега. Море, брат. Биди озбилен. Има проблем. Вода сметки нема платено. Му кажа понеделник Не, донеси. ми излегоја, значи платена, ми излегоја сега 1450 денари од пред 5-6 години. Че го средиме тоа? А од кај се најдо не знам. И че го желе? Ме пуштиле на Че извршител. го повлече? Имам за џубрепара си. На секое ми иди зголемување заради таа тужба, заради таа жалба, заради таа опомена 1500 денари. И се збира негде околу 20.000 денари. Не можам да ги платам. Ми ја скина социјалната помош. СДС дојде на власт, мене по 3 месеци оди син ми се запослил. А само хран родител сум. Ами оддели го. Ко гледаш дека се запослил, оддели го. Ради тоа што сум бил само хран. Имаш жалба нешто направено? Ништо не. Каде за време на коронава ништо не Се работи. договоривме во 1,5 заедно. Во 1,5 со мене, кај Дејан ќе појде. Легализацијата за куќа, поднесено барањето се ми стасува лани, значи во... За легализација ти јас имам проблем, јас не можам да се легализирам некој ќе оди викендицата. Ама ти викендица, јас куќата. Ќе се стрedi. Ми ја одбија. Јас имам проблем со тоа. Ќе се стрedi. Зошто не сум однесол имотен лист? Хроничен проблем е Ама не може така за време на короната ни известие што да му однесам, што да му доставам ништо, ми ја раскинува легализацијата. И стасав ја од најголемиот СДС, стасав во Мровците да ми дава пари. Не му звониш на Валентин. Ти со Валентин имаше комуникација да ти потребува работите. Кој Валентин? Божиновски.
Валентин Божиновски, кој има ја потреба од мене, да, има. Кој требаше да му носам по еден автобус деца за по митинзи. Немој. Да појдете. По еден и пол се договорите и друг со друг треба да појдем. И во така ќе појдете. Ќе појдеме. Кој требаше на состаноци оде за докрајски за координатор, ко ги струшив, ко ги фрлија документите, тогаш шарен бев. Сега не чинам. После тоа не чинам. Да, не знам пошто се откажал, јас знам дека со Валентин имаш комуникација, мислам дека со тебе говори. Кој комуникација едно здраво само ако се видиме по улица, ако ми го направи. Што зборуваш? Тоа што слушаш Миле Талески? Истиот джал. На Миле Талески му звонам ми одбива. Аз ке што кажеш? Немој. Ќе бидеш пределник на... Ама не може Чекай, после брат, тоа малце се- спреневик. Ko знае добро. Ама, баци плаче се вратиш. Среда. Ќе види лани за избори. Абе, многу работи се на Самолевски, што одиме по куќи со луѓе сите реагираат. Речено Боже, со мозочен удар сум што да биде полно улица. Секоја втора куќа има проблем со Ај, со помин да ја вати за работа. А братуче, од ВМРО значи против што гласа, што се карав не може да ти настава. Не, мислам дека го потерувам, види да ништо не правим. Па добро, пичкам матерно 20 години со Среда ќе му дам број на еден човек, ќе те побара, ќе ти каже дека со мене што сме правили муабет, кај време може се да појдеш. Ај заедно појдете, брат. Каде? Во општина. Ќе ти се јави по за легализација, добил па му готве, појма нема што те Ми направи. ја раскина легализацијата ради тоа што се немал доставено имотевница. Ајде, чао. Деки? Ало? Ти знаеш сега која работа јас треба да ја вратам назад, да ја направам, Понеделник, за оде да ги вратам среда кај Александра ќе се јави. истите деца овде. Запиши од 074 Не, мој. ти запиши го од Александра. Јас треба да Директоре, понеделник ќе бидеш на работа околу 1-1,5 сато? Треба да видиш. Ќе ти звони Гоце Баше, ќе дојде со еден наш активист, има некој проблем таму да го видите. Не секако сме договорени со мене. Договорени сте виче? Како сме договорени? Не, да друг, уште еден чинок со него. Да. Не знај. Да. Слушни, кажи ми што направи за утре. Ако, брат, ако ќе направам јас пакети. Океј, готово. Чао, фала ти. Чао. 07 Ајде одатка пиши. 076 200 494. Како се викате? Не знам како е вика, не Како се вика? Александра Пригановска е таа во урбанизам. Значи, ама пак заедно и среда па е така и не си. Ај четврток нека биде. За да бидеш и ти со него нема ништо да направи. Ајде од Сабајето тогаш рано да појдеме, ќе ми звониш. И ќе се договорим, ќе кажеш кога, како, што. Друго што треба за тебе да направим? Море, сега не можете На работа, ништо. одиш негде? Каде бе, брат, со мозочен удар сум. Лифто ќе го вози. Не можеш каде да земите маткач Лифто ќе го нешто? вози. Але шо маткач? Што му кажам, ќе го земеме лифто да го вози. Не. Што направи? Што напред Стефан, Еви, комовиче, бора јас да... да ги гаснеш лампите кога ами. уличаш ме. Не, правев јас проблеми такви, само се забораеме. Слушај, кога почнува кај да сум да им почнува се замислите? Уште еден месец. Му кажам, Добро. уште еден месец. Да го Со поздравите Цанко Чемо, 20.000 денари ми остана бршија од последните избори 2013. Со него ние не сме. Ема, да му кажете да ми ги плати. Тоа со него кој ќе си... Ај, чао. Ајде. Почитувани до вчерашни соборци од СДСМ.
Ние за ова не се боревме. Ние не дозволивме своето достоинство да биде понижено од режимот на ВМРО ДПМН, ниту пак смееме да си дозволиме со него да си поигруваат некои локал партиски пиони на СДСМ. Нив единствена грижа им е како да ги сочуваат удобните фотели во следните 4 години. Денес, ова на најголемиот дел од вас ви се случува лично, утре ќе им се случува на вашите деца. Да не дозволиме нашите деца да израснат без достоинство, без своje јас и да бидат алатка во рацете на било кој од локалните партиски функционери. Апелирам и до најголемиот дел од членството на ВМРО ДПМН да не подлегнуваат под навидум меката партиска реторика на локалното раководство на огранокот. Таа е насочена кон задржување на вашата доверба кон нив. Да не заборавите дека огранокот се уште го водат луѓето кои од позиција на власт ги применува истите методи на воведување на покорност и страв меѓу вас. Убеден сум дека никој од нас не може да ја планира својата иднина и иднината на своите деца во ваков систем на вредности. Поради ваквиот систем младите ни бегаат од градот и од државата. Знам дека не може да си дозволи да замине од државата секој, па е приморан да се подчини на ваквите понижувачки партиски методи. Затоа ве повикувам сите вас повторно да застанете рамо до рамо заедно со мене и да ставиме крај на ваквото владење и да покажеме дека никој не е помоќен од нашиот глас. Да се избориме за достоинствена иднина на нашите деца. Презентираните материјали ќе бидат доставени до представниците на ОДИХР, до Државната изборна комисија, до Државната комисија за спречување на корупција и до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, кое е надлежно да постапува за ваков вид на кривични предмети. Доколку имате прашања, повелете. Видете, низ предизборнава кампања нашата граѓанска иницијатива повеќе од доволно покажа пред граѓаните дека сака да води позитивна кампања. Проектите кои ги нудеше се едноставни, не се слични на предизборните ветувања на останатите политички партии. Ние пред се бараме и предлагаме да воведеме една нормалност, настрана од ова што денес го слушнавме, департизација на општинската администрација, сериозна реорганизација на јавните предпријатија во вршење на јавните услуги. Тоа ни е приоритет број 1, а потоа сите инфраструктурни објекти кои можат да го издржат буџетот на локалната самоуправа во секој случај ќе бидат потрошени на најважните, а тоа се обезбедување инфраструктура во населените места, водовод и канализација, обезбедување на здрава улична инфраструктура во градот, воведување на трим патики за велосипедистите, на што е можно поголем опфат и без потребно реконструирање на улиците, ами само на пешачките патеки со воведување на трим патеки. Планирано е поголемо штедење, за разлика од ова расипничко трошење на буџетските пари до сега, така да нашите намери се искрени, ние само ја бараме можноста да покажеме дека се може поинаку и поразлично од сето она што до сега го имаме видено. Да, имаме обемен доказен материјал по однос на ова, кој ќе биде процесуиран пред надлежните. Се надевам дека ова е сосема доволно за актуелната власт, локална власт, да излезе и да им се извини први на членовите, кои ги донесоа на тие позиции на кои што се сега, затоа што тој најмалку што заслужуваат е тоа. И онака во изминатите години најголемиот дел од членството на СДСМ беше доволно деградиран и игнориран по однос на нивните елементарни, основни човекови права кои треба да ги имаат во еден град како Прилеп. Па видете, во изминатиот период, дури и на дел од советниците кои се наоѓаат на советничката листа на Чевреди, дел од нив се повикувани по државни институции од страна на носители на јавни функции, им се упатувани суптилни закани и притисоци да ги одвратат од намерата да учествуваат во изборниот процес на независна советничка листа. На дел од нив кои работат и со своји фирми, може да се каже катаден
им пристапуваат функционери од Социјалдемократскиот сојуз тука од огранокот, им упатуваат суптилни закани по однос на опомени, по однос на последиците кои утре други ден по завршување на изборниот процес можат да ги сносат. Ние не подлегнавме, ниту еден од советниците не подлегна на таквите притисоци. Навистина би сакал да слушнам од локалната самоуправа и Социјалдемократскиот сојуз кои се тие средства кои сум ги инкасирал од општинската каса. Ке ми биде мило ако после оваа денешна пресконференција представник од огранокот на Социјалдемократскиот сојуз излезе и јавно се извини за таквите методи кои се користат врз членството заради доведување во послушност или ускратување на правото на слободен избор. Видете, мислам дека во изминатите години бевме сведоци на аудио снимки кои произлегува од сегашната опозиција, а преку кои можеше јасно да се види дека им се врши притисок на вработените во општата болница Борка Талески, со укажување дека тие не се таму од што се способни, ами се партиски членови, и затоа ова е само една нова епизода од новата локална власт, така да апелот до членството и до ВМРО и до СДСМ ми беше да не дозволуваат да членовите да бидат деградирани на ваков начин. Нека си ја задржат својата идеологија, но сепак треба да ставиме еден длабок крес на злоупотребите кои партиските ограноци ги вршат на ваков начин и да поставиме луѓе кои отворено, честно ќе ја представуваат идеологијата на партиите во кои членуваат. Ова беше само еден пример како на партиски член му се врши притисок за да се одврати од намерата да ја поддржи граѓанската иницијатива. Во изминатиот период преку активностите на Социјалдемократскиот сојуз, особено од врата до врата, на луѓето им е кажувано дека граѓанската иницијатива секако треба да одработи за Социјалдемократскиот сојуз, дека нивниот глас даден за нас е глас за СДСМ, па зошто би го трошеле на погрешна опција, кога може директно да се гласа за СДСМ, па од тоа дека во еден период дека граѓанската опција одработува за ВМРО ДПМН, така да не префрлаат како пинг-понг топче во зависност од пристапот кој го добиваат од граѓаните.